Стадион. Емисија за вашата вистина. Вие дојдовте од шарената револуција, еден од најистакнатите представници и невладиниот сектор. Има правда, нема мир. Се согласувате ли со тоа? Нема правда, нема мир. Ако има правда, има ли мир? Вие сте последната шанса, фактички. Шарената револуција, главните забелешки на владењето на оваа влада ги фокусираше на тоа што беше најсилен фон при доаѓањето на власт на владата на чело со Заев. Значи, проблемот со правдата. Тоа е проблем што е многу тежок и длабок и што трае повеќе години. Ве прашувам затоа што најнови информации дека Кај Мијалков застари уште еден момент од неговите обвиненија за таргет тврдина. Не е се уште застарено, таму има 3 дела за него. Постои опасност да застари. Првостепената пресуда веројатно ќе биде навремена, меѓутоа до крај постапката дали ќе се изведе за тоа дело за уништување на опремата, тоа ќе видиме како судот ќе го изведе. Мислам дека прашањето на тоа дали ќе има правда и правна држава е клучното прашање како нашата земја, како Северна Македонија ќе изгледа во наредните 20 години и дали ќе излеземе конечно од таа долготрајна транзиција, и затоа луѓето извикува и пред 5 години на улиците и пред 4 години на улиците на Скопје и низ државата нема правда, нема мир. Тоа е парола која што е секогаш актуелна, секогаш жива, и затоа нашата борба за правда е секогаш присутна. Правосудството, но и владењето на правото се клучни теми на оваа влада. И мораме да воспоставиме механизми кои што ќе влијаат доверба на граѓаните дека системот функционира. Свесни сме дека има многу проблеми, свесни сме дека не се менува преку ноќ, меѓутоа имаме процес кој што треба да доведе до комплетирање. Зборуваме за тоа околу невладиниот сектор. Невладиниот сектор е многу по-лајт, по-учтив, по-пријатен кон оваа влада, кон СДСМ, отколку кон ВМРО-ДПМНЕ. Помалку е критичен, многу помалку е критичен. Сега ќе речете подобро работи оваа влада. Не, секојаш би требало да биде посилно критичен за да биде коректор и да внимава на сите работи кои што може да значат аномалии, застранувања и така натаму. Или пак има еден друг впечаток дека ВМРО-ДПМНЕ како да нема невладин сектор. Сторен, партиите не треба да имаат невладен сектор. Јас сакав да го искоментирам ова, без да го бранам или да го напаѓам невладениот сектор. Меѓутоа, контекстот во нашата земја е многу различен од она што беше пред 4-5 години, кога граѓанските организации беа на чело, да речеме, на тој граѓански револт или граѓански бунт кон власта во тој момент. Има битна разлика што нашата влада, сегашната влада, од првиот ден ги означи невладините и граѓанските организации како партнери. И без разлика, дали критикуваат... А тоа може би е смислено, земејќи кај себе за да не те Тоа е логично. Јас не знам како поинаку да биде освен да бидат партнери. И кога не се согласуваме, и кога се критикуваме, треба да седиме на маса и да бараме решение. И се вклучени во многу процеси кои што се битни и за нив и за државата. За жал, владата на ВМРО-ДПМНЕ и целата таа гарнитура долги години, во тоа време и јас сум бил дел од граѓанските организации, не означуваше како непријатели на државата, како противници на власта, како зло со кое што треба да се справуваме, и тоа кулминираше со онаа десорасоизација и со 6-месечни истраги, тресења, притисоци кои што завршија без никаков резултат, освен со траума кон невладините. И мислам дека се уште дел од тие луѓе и дел од тие организации не се целосно опоравени од таа траума, но граѓанскиот сектор има силна задача, има битна улога и мислам секогаш, барем јас додека сум министер, ќе гледам како партнери и оваа влада секогаш ги докажува партнерството со нив. Лично, дали ако ВМРО-ДПМНЕ поканеше да бидете министер, би прифатиле да бидете партнер? Вие бевте во Евротинк, како се вика сега. Тоа ми се чини целосно незамисливо во овој момент. Јас бев тогаш многу активен, сме имале отворен однос кон сите, меѓутоа не се согласував со речиси ништо со таа гарнитура, така што во тоа може на СДСМ партнери да бидете, ама на ВМРО-ДПМНЕ. Јас зборам за мене. Јас чувствувам дека се чувствував добре дојдено во СДСМ со отворени врати, со без предрасуди кон мене како човек што доаѓа од граѓанскиот сектор,
и моето вклучување во СДСМ беше искрено, добронамерно и со резултати. И затоа се пронедов тука. Со ВМРО тоа е многу хипотетичка ситуација, со ВМРО ДПМН не сум имал таква ситуација, особено што мојата прогресивна агенда, моите сваќања не одат во насока на она што го промовирало ВМРО ДПМН, така што таму не сме биле ни блиску до такво нешто, но како од позиција на граѓански сектор сме можеле да работиме. Мојата организација или јас како представник на граѓанскиот сектор и институциите во тоа време под предводени од ВМРО ДПМН сме можеле да соработуваме и сме соработувале во некои точки. Имаше точки на соработка, меѓутоа генералната слика беше многу лоша. Вие сте експерт за европски прашања, регулатива, евроинтеграција. Затоа големо изненадување беше вашето назначување за вашиот избор за министер за правда. Како се случи тоа? Немаше друг кој што сакаше да прифати, затоа што имаше и коментари се, може би за вас се злобни, меѓутоа тоа е критички дискурс на јавноста, дека Маричик од судство знае само како помалку, а татко му како обвинител го шетал низ судските анали, низ судските ходници. За мене е тоа само предност што сум растен во обвинителско семејство и што сум имал уште од мал можност да... Немате и правосуден положен? Не, немам правосуден, меѓутоа јас не знам и колку мина од претходните министри имаат положено правосуден за правда. И тоа не е предуслов за да бидете министер за правда. Јас имам завршено правен факултет, имам завршено магистарски студии по европско право и меѓународно право, така што во однос на тоа сум доволно правно квалификуван. Министерството за правда не е судница, ниту обвинителство, така што таму се влегува за да креирате политики кои што треба да обезбедат некакви принципи. Судиите треба да судат, обвинителите треба да обвинуваат и тие за нив е битно да бидат квалификувани во таа смисла, да имаат правосуден испит, академија и така натаму. Министерството за правда го водат политичари, го водат луѓе кои што имаат идеја како да ги постават работите во граѓански интерес, како да ги постават работите за остварување на општите цели, владење на право, правна држава и функционалност на судството. Мислам дека имам доволно искуство, работев и претходно и во граѓанскиот сектор и на правни анализи и на повеќе законски проекти. Имам работено и на проект, 2-годишен проект во Министерството за внатрешни работи, каде што сум ги правил првите кореспондентни табели за европско законодавство, сме учествувал многу пишување на многу закони. Исто така, кога работев во кабинетот на премиерот Заев, учествував директно во повеќе процеси во Министерството за правда. Тоа сте советник за евроинтеграција, меѓутоа и се очекуваше да бидете преговарач, да бидете... Јас и ја вршев таа должност. И беше изненадување. Како испадна? Предложи некој друг, па не прифати или Рената се повлече? Тоа ќе го прашате премиерот Заев, јас само добив повик од него и понуда да бидам министер за правда и со задоволство прифатив. Мислам дека концептот на премиерот Заев беше да на позицијата министер за правда стави човек кој што ќе може да даде максимален придонес и во реформите во правосудството, но и во преговорите со Европската унија поврзани со поглавието 23 правда и фундаментални права, правосудство и фундаментални права. Инаку јас и додека работев во кабинетот на премиерот Заев се занимавав со овие прашања, бев секретар на Советот за реформи во правосудството што го водеше премиерот, каде што членува многумина од правосудниот систем, каде што се дискутираа реформите, законите, и исто така работев конкретно на преговорите на законот за јавно обвинителство заедно со професорката Десковска и на други проекти во тој ресор, така што за мене не беше изненадување, иако за многумина беше, меѓутоа покрај европските интеграции се занимавав и со овие прашања. Исто така велат дека нема од семејството и потесно и пошироко Маричик и од страната на сопругата не вработен во администрација, во државна работа. Дури ќе се случи интересен момент, поради игра на случајности, вашата сопруга беше во Министерството за правда, па мораше да заради конфликт на интереси. Откако СДСМ е на власт, јас и сопругата само сме вработени во јавен сектор, сите останати беа уште претходно ангажирани од семејството, без разлика, од моето семејство, од мојата страна да речеме, освен татко ми што бил во обвинителство, никој друг не работел во државно, мислам од потесното семејство.
од страна на мојата сопруга веќе долги години се во системот, дали во образовниот систем или тука во јавното предпријатие во Штип, така што не е тоа никаква, тоа е според мене една лажна теза или неточна теза, која што убаво звучи, меѓутоа нема врска со реалноста. Од 2017 само јас и мојата сопруга сме ангажирани во кабинет. Таа беше во кабинетот на министерката Десковска, јас во кабинетот на премиерот Заев и така. Во однос на Страсбур, ова е прашање кое што се провлекуваше, ние како неискусни, сепак сме ги следеле овие работи низ годините, и ова беше едно многу битно прашање за Венецијанска комисија. Во минатиот закон за судови и за судски совет, пресуда во Страсбур беше директна причина за разрешување на судија. Тоа беше искористено, за жал, во некои ситуации како параван за расчистување со неистомисленици. Зошто? Вие ако изгубите како држава некоја постапка во пресудот во Страсбур, имате тука може и до 3 степена да се исцрпеле предоди во Страсбур. Сите судии ќе ги смениме од основен, апелација и врховен суд. Кој е тој кој што ќе го значиме како најодговорен? Второ, некогаш губиме случаи во Страсбур заради законски пречки, затоа што законот ни е лошо формулиран. Тој пратениците или министрот кој треба да... Значи, затоа пресудата во Страсбур е сега ставена како индиректна основа, како еден од показателите во мерењето на работата, како еден од показателите, не како единствена причина, затоа што реално не треба така, и тоа е препорака на Венецијанска комисија, не е да речеме наша измислица. Ова е за жал честа појава, не е само битова прилеп, тоа е низ цела држава. Секако дека има механизам и тука е влогата на председателот на адвокатот. Така, тоа е директен судирен интерес и тука треба председателот на судот да го изземе тој судија од тој конкретен случај. Инаку ние не можеме во нашава мала држава да забраниме некој да има син адвокат или татко обвинител или татко судија. Меѓутоа мора да се внимава за конкретните случаи. Ова е случај не само таму, има низ цела држава, многу има вакви ситуации и тоа е дел од проблемот. И затоа меѓу другото ние и во оној план на владата укажавме дека е битно да се испитаат сите овие околности, сите релации на еден судија кога се испитува неговото работење. Во тој контекст се согласувам со обвинителката Русковска дека треба да се види улогата на администрацијата, затоа што потенцијалното коруптивно работење секогаш мора да биде, секогаш е организирано, најчесто е организирано. Во таа организација учествува во еден дел и администрацијата, што е овој конкретен случај за кој што кажа пример за околу 500.000 евра. Да, ги чуле во фиока, казни мандатни. Тоа е заташкување на прекршачни казни, глоби кои што веројатно за некоја мала награда, надомес помала од казната, тој конкретниот службеник починатиот ги задржувал, треба да испита обвинителката. Што точно тоа? Па јас исто ја слушнав оваа информација, меѓутоа треба да ги испита сите околности, затоа што не верувам дека можел тоа службеник сам да го прави искрено. И тука мислам дека затоа велам, тоа е поширока тема, пошироко прочестување, ниту службеникот може сам, ниту пак функционерот често може сам. Така што обично е тоа заеднички потфат и треба да се провери. Во однос на СЈО и прашањето. Прво за Катица Јанева, јас навистина не знам на што се однесуваше коментарот, затоа што за неја има веќе пресуда. Значи, она е со 7 годишна затворска казна, моментално е во домашен притвор, до правосилноста, така што не знам што е заташкано тука или што е развлечено. Тоа беше едно од најекспресните... Веројатно мислиш на Меѓународен сојуз на... Да, има второ судење, меѓутоа тоа е едно од најекспресните судења што сме го имале кај нас во Македонија. Ние случаите на СЈО со години, веќе 4-5 години се развлекуваат и тоа е вистинското прашање. Еве јас се надевам дека барем овие кои што се во поодмината фаза
што е на крај крајава и коментар на Европската унија во извештајот од октомври месец, дека се очекува сите случаи кои што се во судот, а иницирани од поранешното специјално јавно обвинителство, ќе бидат расчистени до крај. А целиот материјал со сите предистраги, истраги или потенцијални истраги се веќе предадени на државното. Една од забелешката беше, Маричик, как исти тие суди кои што правеа проблеми сега треба да прават почитување. Ќе го коментираме и тоа. Значи уште 20 слушатели ќе пуштиме и после ќе направиме пауза со слушатели за да можеме да разговараме, за да можеме да одговараме на прашањата. Толе, јас се согласувам со ова, дека истите луѓе тешко да направат. Меѓутоа, и со Европската унија заклучивме во 2017 година дека треба да се даде шанса. Имавме ние такви луѓе кои што ни помагаа. Имавме, например, многу искусен обвинител од Хрватска, кој што учествуваше во правењето на специјалното јавно обвинителство. Имавме истиот тој обвинител работеше на повеќе европски проекти тука, значи тоа ние сме го правеле, тоа не е да речеме ново Тортевски сега дека ни го кажа. Меѓутоа мислам дека таа комбинација на Хрватска и Словенија заедно со некој како Прибе може да даде резултати, но тие може да не бидат советници, може да не кажуваат што мислат, како им се чини, како тоа изгледа од надвор. Наша е одговорноста за овие тешки работи. Мислам дека е доста веќе дека ние не можеме без некој да ни дојде од страна да направиме нешто. Ако го прифатиме тоа, тогаш под големо прашање ќе биде и нашиот капацитет како држава, како кандидатка за членство во Европската унија. Сите кои доаѓаат на власт влегуваат во оваа замка, која се во опозиција, се повикуваат на странците кои ќе дојдат на власт, можеме самите. Не, ја не велам дека можеме сами. Не, ја не велам дека не ни требаат странците. Значи јас верувајте, сум се консултирал за овие работи, во комуникација сме биле и со Прибе и со другиве овие што ги споменувам. При извештајот на Прибе направи огромен пробив кај нас и во перцепцијата за државата, така што не велам јас не. Меѓутоа ова е сигналот кој што го добиваме и од Европска унија дека ние сами треба да ги вршиме промените и реформите ако сакаме да бидат одржливи. Но дека ни се потребни странците, имаме германски судија што ни беше 2 години советник во правосудството и работеше на проект за реформи во правосудството. Значи ние постојано имаме присуство на странци. Меѓутоа присуството на странски експерти не може да ни ја замени нашата одговорност да ги смениме сами. Обвинителката Русковска, таа се прочисти да се илустрираат и вработените и администрацијата. Тоа споменавте нешто дека и тие се дел од проблемот. И бара измени на кривичниот законник и за управните судови. Рак рана, најслаба карика управните судови. Највеќе партиски кадри, највеќе неквалитет, апелационите и управните судови, а управните граѓаните се најизложени на нив и највеќе имаат проблеми. Видете, управните судови се исто преоптоварени со предмети, има многу проблеми, се согласувам. Ние сме во фаза да обезбедиме и нова зграда на управниот суд, кој што ќе овозможи и посодржински расправи таму, затоа што до сега еден голем дел од граѓаните го гледаат тој суд како суд за верификација на одлуките на управата, на владата. Да секој што померува држава. Да, најчесто. Така што мислам дека треба да се ја земе таа улога на расправен суд, значи да има повеќе расправи, да има соочување на аргументите, за да може да добие полн капацитет на суд и граѓаните да го доживуваат како праведен суд, но мислам дека во оваа фаза ни е потребно управно судство, тоа неминовно го мислам дека ни треба управно судство, меѓутоа дали треба, имаше идеја за спојување на двата суда, на висшиот управен и на управниот, а втор степен да оди на врховен, се уште не е тоа, не сме таму, не е тоа одлучено, меѓутоа во суштина луѓето во системот го прават добар или лош. Јас мислам дека има и добри управни суди и дека може да си ја превземат улогата што им припаѓа, но потребно е да почнат да го применуваат, да го користат правото на расправа, правото на не само документација да гледаат, туку правото на расправа што би донело до поголема судска улога да добијат. Кривичниот законник, законот за кривична постапка имал работни групи, се работи. Да. А за законот за управни судови? Не, се уште не го работиме управното судство, меѓутоа еве ќе разговарам со обвинителката Русковска ако смета дека треба и со секако со управните суди. Не е во план тоа, кривичниот законник. А кривичниот е во постапка на промена и тоа во две фази. Тоа е проблем, многу често се менуваат закони. Да, меѓутоа еве кривичниот законник. Судовите во цивилизирани држави се стамени со векови се.
Ние се уште сме во, како да кажем, четвртата деценија од нашата независна државност, така што се согласувам дека треба кодификуваме и тоа да трае. Кривичниот законник има прво брзи измени кои што се однесуваат на три аспекти претежно. Едниот аспект е аспектот на зајакнување на заштитата на новинарите како професија. Другиот аспект е на имплементација на Истанбулската конвенција, тоа е оние насилство врз жените и семејно насилство. И третиот аспект е имплементација на неколку пресуди од Страсбург, кои што треба системски да изведат системски промени во кривичниот законник и тие ќе бидат релативно брзо, а долгорочна промена би требало до крајот на годината да имаме нов кривичен законник кој што ќе ги внесе и овие, меѓутоа сега ќе ги донесеме брзо, овие што ги спомнав, за да не чекаме до крајот на годината. Законот за кривична постапка е малку потежок затоа што е двотретински закон, сите процесни се двотретински и тука ќе треба диалог од опозицијата, еве 2-3 месеца ги молам да пратат представник во работната група. Работната група е спремна, секој ден викаат утре, заутре, немаме се уште. Ќе почекаме уште малку, мислам дека е валидно да дадат свој представник за да нема после дискусии во собрание како вчерашната дека не биле прашани за нешто. Кажете ми кратко само за отворени листи, дали ќе ги има до локалните избори? Дали ќе има отворени листи? Тоа се споменуваше од вашата претходничка Рената дискусија дека првиот пробен балон ќе се направи со локалните избори за отвореност на листите или тие преференцијални. Меѓутоа, пред тоа да ми го одговорите кратко, што ви забележува на вас? Во парламентот, како власт, во парламентот, СДСМ крена раце да се избере човек за председател на Државна изборна комисија, значи изборниот законник е ваша надлежност, без воопшто да забележи едногласно, без никаква дискусија, дека тој човек, додека беше председател на таа комисија за заштита од дискриминација, единствено пошто го паметиме е дека направи едно писмо кое што беше гласано и изгласано таму дека е дискриминиран и тоа му послужи како можност да значи јас не знам како може СДСМ да биде одговорен за предлогот на ВМРО ДПМН. Може да го одбие. Да, меѓутоа во тој случај знаете што ќе се случи? Чекајте, ако ви предложи и не знам и на ВМРО да му предложат, што партијата тоа е ваша работа и готово. Не, дозволете да ви така. објаснам. Во досегашната пракса, 30 годишна на формирање на Државна изборна комисија, никогаш немало приговори, меѓусебни партиски приговори за тоа кого сте предложиле, доколку ги исполнува формално условите. Ние само еднаш имавме забелешка, тоа беше за Ковачки, кој што беше активен полковник, да не може да биде министер за внатрешни работи, затоа што тоа уставот не го дозволува. Во овој случај, ние немавме право да се како партија да го спречиме, бидејќи законот вели дека ако сите што ги исполнуваат условите, партиите од тие што ги исполнуваат условите предлагаат своји кандидати. Владеачката партија тројца, опозицијата двајца и така натаму. Ако ние секој го кажам исходот што ќе беше доколку се блокираш? Да, значи доколку ние како СДСМ кажевме не гласаме за Даштевски, ВМРО ќе кажеше ние не гласаме за вашите кандидати. Јас немаше ништо против Даштевски, ако во таа комисија се работеше многу поревносно и заштитени беа и обични граѓани. Тоа сакам само да се доискажам две реченици уште. Значи ако ние кажевме не гласаме за Даштевски, ВМРО ДПМН ќе кажеше не гласаме за вашите кандидати, ќе се најдевме во ситуација во која немаше да можеме да избереме Државна изборна комисија, а мандатот на претходната веќе истече. Значи ќе бевме повторно во една институционална криза. Па некогаш треба и да се ризикува тоа, за да во која што луѓето не знаеме дали до локалните партиска не треба секогаш да им носи. Да, меѓутоа овде се работи за конкретно представници на партиите во Државна изборна комисија. Не се работи ни за судија, ни за обвинител. Само да докажам. Меѓутоа предлогот на Даштевски многу кажува за ВМРО ДПМН е дека таму се уште Груевски ги влече конците и дека всушност Мицковски е само отворените листи ќе бидат ли? Во однос на отворените листи се да само останува на тоа изборниот законник, дали? Да. Направена е работна група за изборниот законник. Почна таа да работи, учествуваат опозицијата, Александар Николовски и Стефан Андоновски се представници. Од СДСМ се Оливер Истовски, Игор Милев и така натаму, сега да не ги кажувам сите. Меѓутоа, сите имаат представници, почна да работи комисијата, прво ќе ги имплементира
ќе ги имплементира оние забелешки на ОПСЕ ОДИХР, а од кога тоа ќе се заврши во наредна фаза ќе се дискутира изборниот модел. Кога ќе се дискутира изборниот модел, СДСМ ќе ги отвори прашањата за отворени листи и ќе се заложува за тоа заедно со сите останати партии кои што стојат на тој став. Дали ќе успееме, зависи од консензусот на Која крај. на линија професорот Стадион. Емисија за вашата вистина.